Драги ученици, се надеваме дека со претходните видеа го тврдивте тоа што го знаевте за искршената линија и триаголникот. Денес знаењата ќе ги дополниме со факти за четириаголниците и другите многоаголници, со што ќе направиме на целина од знаењата за рамнинските фигури. Ви предлагаме внимателно да го проследите видеото. Денес ќе се запознаеме со четириаголниците како рамнински геометриски фигури и ќе научиме како тие се именуваат и како се обележуваат нивните страни. Четириаголник е секоја фигура која што е ограничена со затворена и искршена линија составена од 4 одсечки, кои што се спојуваат во 4 темиња и рамнината, односно делот на рамнината што ја ограничува таа искршена линија. Оваа фигура има 4 внатрешни прави агли и 4 еднакви страни по должина и затоа уште оваа рамнинска фигура ја нарекуваме квадрат. Страните кај квадратот ги означуваме со иста буква, бидејќи сите должини на квадратот се еднакви и ако оваа должина е А, тогаш А ќе биде и оваа страна, и оваа страна. И останува уште да го именуваме квадратот. Правилото беше дека точките се именуваат со големите латински букви, така да и кај квадратот темињата, односно точките во кои се спојуваат страните, ќе ги забележиме со латинските големи букви. И на сликата имаме еден именуван квадрат на кој што се обележани и именувани страните на квадратот. Фигура која што ќе ја споредиме со квадратот е правоаголникот. И правоаголникот е рамнинска геометриска фигура која што има 4 прави агли, да ги обележиме со символот за прав агол. 4 прави агли, 4 аголник. Меѓутоа, за разлика од квадратот, правоаголникот има два пара еднакви по должина страни, кои ќе ги забележиме на следниот начин. Ако е ова страната А, спроти неа ќе биде исто А со иста должина, и ако ова е Б, спроти неа ќе биде исто Б со иста должина. Именувањето е според правилата за именување на точка, темињата или точките се именуваат со големите латински букви. Ако ги закосиме и двете фигури, тогаш ќе добиеме уште две нови четириаголни фигури. Тоа е ромб и ромбоид. И карактеристично за двете фигури ќе биде тоа што немаат прав агол, односно имаат по два остри и два тапи агли, но сепак ја задржаа карактеристиката на должината на страните. Ромбот има еднакви страни по должина, а додека ромбоидот има два пара еднакви страни по должина. Се задржуваме на карактеристиката на должината на страните кај правоаголникот. Кај правоаголникот, страните со еднаква должина беа спротивните страни, додека овдека имаме фигура каде што соседните страни, паровите соседни страни се со еднаква должина. Да ги обележиме имињата на страните. Ако е ова А, другата страна со иста должина е исто А. Ако е ова Б, тогаш и ова ќе биде Б. Уште една фигура која има пар соседни страни кои се еднакви по должина, меѓутоа другите две страни се со различна должина. Именувањето на страните ќе биде двете страни со иста должина ќе се означат со иста буква, а страните кои имаат различна должина ќе ги означиме со друга буква. Уште една фигура која што има еден пар еднакви страни по должина, меѓутоа другите две страни се со различни должини. При обележувањето на оваа фигура на низините страни, одиме оваа страна ќе биде А, оваа ќе биде Б, и ако оваа е С, тогаш и последната ќе биде С, бидејќи овие две страни се еднакви по должина. И ни остана уште две фигури.
од четириаголниците. Едната има 3 страни со еднаква должина, а останатата е со сите 4 страни различни по должина. Именувањето ќе биде на следниот начин. Сите страни кои се исти ќе ги означиме со иста буква, додека со различна буква ќе оди страната со различна должина. Или тука 4 различни страни, 4 различни букви. Да ги разгледаме многоаголниците кои имаат повеќе страни од 4. Тука имаме еден петаголник, шестаголник, седумаголник и осумаголник. Самите имиња на многоаголниците ни кажуваат всушност од колку агли е составена фигурата. Односно, името ни кажува не само колку агли има фигурата, туку и колку страни и темиња. Така, петаголникот ќе има 5 агли, 5 страни, 5 темиња. Шестаголникот ќе има 6 страни, 6 агли и 6 темиња. Седумаголникот 7 страни, 7 агли, 7 темиња. Осумаголникот 8 страни, 8 агли, 8 темиња. Деветоаголникот 9 и така натаму. За да можеме да нацртаме многоаголник кој што има повеќе страни, најлесниот начин е следниот. Ако треба да нацртаме петаголник, означуваме 5 темиња кои треба да ги поврземе со линија. И добиваме петаголник. Ако треба да нацртаме шестаголник, означуваме 6 темиња и ги поврзуваме со линија за да добиеме шестаголник. И така натаму. За седумаголник 7 темиња, за осумаголник 8. А сега да направиме кратка рекапитулација на поимите со кои се запознавме во видеото. Четириаголникот е рамнинска геометриска фигура која има 4 страни, 4 темиња и 4 агли. Четириаголниците, како и другите многоаголници, се именуваат со големите латински букви. Страните кај четириаголниците, како и другите многоаголници, се означуваат со малите латински букви. И тоа, исти страни по должина, исти букви, различни страни по должина, различни букви и бројот на агли кај многоаголникот е еднаков со бројот на страните и бројот на темињата. Новите знаења ќе можете да ги утврдите со решавање на работниот лист кој е поставен на нашата страница, а кои ќе ви помогнат многу полесно да ги разберете геометриските тела и рамнинските фигури од кои се тие изградени. Ви посакуваме пријатна работа и ви благодариме на вниманието.